Состојбата со коронавирусот во најголемата општина во земјава е стабилна. На инфективниот оддел во општата болница во Куманово хоспитализирани се само 6 пациенти, а според податоците на Министерството за здравство позитивни на вирусот се 28 лица. Намален е метежот во дневната амбуланта како и пред лабораторијата. Големиот дел не се лекуваат, значи имаме 6 хоспитализирани, имаме и 20 пациенти со Б хепатит. Не се пациентите некои тешки случаи со голема кислородна подршка. Поголемиот дел од овие новопријавени се, значи со без симптоми или со лесни симптоми, кои што доаѓаат за бриз од различни причини. Или пројавиле некоја симптоматологија, или знаат дека имале контакт со позитивен, некои можеби заради патувања, не знам, но за среќа се асимптоматски. Еве како што знаете, порано и пред лабораторија беа огромни гужви, сега е мирно, да не подречам, јас искрено се надевам дека веќе ќе се стабилизирам. Поради малиот број новозаболени и хоспитализирани од COVID-19, пред еден месец беше затворена и модуларната болница. Направени се процедурите за чистење, дезинфекција и санација на објектот. Поучени од пандемијата, надлежните укажуваат дека се уште е рано да се размислува за пренамена на монтажниот објект, иако повеќето држави започнале да го користат за различни намени. Еден месец како е затворена модуларната, поточно на 11 март последниот пациент беше преместен на инфективниот одел. Толку еден пациент остана тогаш. И од тогаш ги правиме сите оние неопходни процедури кои што се по протокол кога се затвора некој одел. Дури една соба која се затвора, нели, која се празни од пациенти, се прави чистење, дезинфекција, кварцање, значи сите оние работи кои што ги наметнуваат хигиено-епидемиолошките мерки пропишани за една здравствена установа. Сега што се однесува за пренамената, мислам дека е се уште рано. Поучени сме од самата пандемија дека ова е непредвидлива болест, не знаеме како ќе се одвива понатаму. Јас се надевам дека нема да имаме повеќе пациенти тука, иако има уште бројки да бидат мали, за да може да ги обслужи инфективниот одел. Ова се објекти од времен карактер, не е цврста градба. Во различни држави различно се користи. Значи, еве имав прилика да видам како, например, се користат во Израел. Да, се користат за вонредни ситуации. Најмногу се користат за прегледи, за тријажа на пациенти, за дневни болници и слично. Меѓутоа, не можеме да не кажам дека многу ни се најде овој објект, кога беше за прв пат отворен на 8 март 2021 година, значи ние навистина имавме потреба од додатни болнички капацитети за сместување на пациентите, за да не ги другите одели притеснуваме, за да од 2 одела правиме еден, да дислоцираме пациенти, да работиме во вонредни услови. Така да, овде беа само ковид пациенти, дел од нив на инфективниот одел, а другите одели имаа прилика непречено да функционираат. Од Кумановската болница нагласуваат дека изминативе години имало прераспределби на вработените, а таа пракса ќе продолжи и во наредниот период, секогаш кога има потреба за надополнување на персонал, со цел граѓаните да имаат квалитетна услуга.